Продолжуваме со серијата проповеди за Давид и денеска сакам да зборувам за периодот кога Давид беше во бегство и затоа така и наречена проповедта Давид во бегство. Не смислив нешто покреативно, ама можеби ова е најдобар опис за сите тие поглавја. Ако читате всушност 1 Самуелова од 21 до 30 глава, сите тие 10 глави го опишуваат тој период на Давид. И можеби вака ќе го прочитате сите тие 10 глави, ќе ги прочитате за 1 час, за 2, но станува збор за период од 10 до 15 години. Затоа воопшто не е мал период во кој што Давид мораше да бега. И Давид за сетиот тој период се криеше на различни локации. Тука на мапата можете да видите каде се движеше. И певе, имајте го за домашна работа, овие 10 глави да си ги прочитате. Ние денеска нема да можеме детално да ги поминеме сите нив. Но ќе се обидеме некои позначајни моменти или фрагменти да извадеме од овие поглавја. Неколку од нив ќе ги читаме и ќе видиме и до каде ќе стигнеме. Сигурно нема да успееме да ги поминеме сите. Но факт е дека овој период од животот на Давид, доколку го читате, додека бега од цар Саул, мора да се крие дури на непријателска територија во одреден период. За нас може би една длабока лекција, исто така како се однесуваме или како треба да се однесуваме во овој непријателски свет кој што е свртен против нас. И како треба да се однесуваме кога се чувствуваме отфрлени, омразени, па дури и прогонети. Може би ние не чувствуваме прогонство толку многу во Македонија, но има земји каде што христијаните се прогонети и тоа вистински, каде што мора да бегат за својот живот. Во Европа денеска се повеќе прогонството е изразено во некоја друга форма, со закони кои што можеби се против слободата на христијаните. Еве читав вчера, например, дека во Канада веќе има закон кој што забранува да ја цитирате Библијата поврзана со бракот и некои други осетливи теми. Значи, со тој закон, доколку ја цитирате Библијата, доколку кажете дека бракот е помеѓу маж и жена, можете да завршите со казна, па дури и во затвор. Ова се некои од современите прогонства. Но прашањето е како се чувствувам кога овој непријателски свет е свртен против мене? Како се чувствувам кога сум отфрлен, омрзен, прогонет? И како се чувствувам кога јас во овој свет правам добро, а светот не го препознава тоа, па дури понекогаш ми враќа и со лошо? Еве тоа беше состојбата во која што Давид тие 10-15 години живееше. И ние ќе извлечеме неколку поуки кои што верувам ќе бидат корисни и за вас. Може би првото прашање е каде бараме помош и поддршка кога сме во една таква ситуација? Ајде да видиме што правеше Давид во една таква ситуација. Одиме на следниот слайд. Претходниот пат зборувавме дека Давид разбра од неговиот пријател Јонатан, кој што истовремено беше син на цар Саул, дека неговиот татко, значи Саул, сака да го убие Давид и тој одлучи да бега. И ако читаме веќе во следната, во 21 глава, читаме, пишува вака: тогаш Давид стана и замина, а Јонатан се врати во градот. И Давид дојде во Ноб кај свештеникот Ахимелех. Еве, ова е на самиот почеток на оваа глава. И верувам, еве, кога го слушавме и сведоштвото на Славица, дека ништо не е случајно. Тие 4 килограми кои што ги побарала комшиката за Славица биле големо охрабрување и утеха, бидејќи сватила дека токму 4 останале, 4 кила од спанакот останале и токму 4 кила побарала комшиката. Затоа и ќе видиме кога читаме библиски текстови дека многу нешта не се случајно. Бог ги приготвува во вистинско време и во вистински момент.
И за нас дури и некои ситни детали може да бидат поучни. Овде читаме на самиот почеток, Давид кога реши да бега, прво место каде што Давид реши да отиде, знаете ли каде беше? Во градот Ноб, кај свештеникот Ахимелех. Оно што можеби не ни е познато е дека свештениците, според Мојсеевиот закон, имале определено градови каде што требало да живеат. И градот Ноб бил еден од тие градови. Така да градот Ноб бил свештенички град. Таму живееле, ќе читате и подоцна, дури 85 свештеници заедно со своите семејства. Значи тоа биле Божии слуги. Луѓе кои што му служеле на Бог постојано, посветени на Бога. И замислете, Давид се наоѓа во тешка ситуација, прогонет од царот Саул, и се мисли каде да одам, и што му прво паѓа на ум? Ќе отидам во градот на свештениците. Градот каде што се избраните Божии луѓе. Градот каде што има луѓе што му служат на Бога. За мене ова е една многу важна лекција, бидејќи јас би си го поставил прашањето, или можам да ви го поставам и на вас. Кога тебе ти е тешко, кога се наоѓаш во некаква безизлезна, тешка ситуација, кога си во мака, кој е првото место каде што помислуваш да одиш? Каде бараш помош и утеха? Каде решаваш да отидеш? Кај кои луѓе? Според ова што го гледаме од Давид, првото место каде што би требало да отидеме е кај Божиот народ. Првото нешто каде што треба да побараме утеха, помош кога ти е тешко, е таму каде што е црквата. За жал понекогаш луѓето кога им е тешко одат на погрешни места. Нашиот народ кога имат некаква мака, дали тоа е болест, дали е несолница, неспиење, проблеми, често пати прво место каде што помислуваате одат на некаков бајач или гатач, оди може таму ќе ти помогне. Или можеби многу пати денеска луѓето кога им е тешко, утехата и надежта ја барат во пороци. Ќе отиде во кафаната и ќе се опие и ќе каже да ми олесне малце. Нели, ќе се одаде на алкохол, ќе се одаде на дрога, на нешто друго, мислејќи дека тоа ќе му помогне. Но она што можеме да го научиме од Давид, од срцето на Давид е, кога ти е тешко, отиди помеѓу Божиот народ. Најдобро место е црквата, таму каде што Божиот народ се собира, каде што е црквата. Оди и сподели го твојот проблем со оние кои што се блиски во верата. Нека се молат за тебе, разговарај со нив. Верувам дека можеш да најдеш утеха токму на тоа место. Кога ти е тешко, дојди во Божиот дом. Понекогаш ѓаволот можеби ќе ти искуша, има луѓе кога им е тешко, за жал тогаш престануваат да одат на црква. Можеби сте сретнале такви луѓе, јас за жал за време на моето служење сите овие години сум се среќал и со такви луѓе, што кога ќе им дојде најтешко, кога ќе минуваат низ проблеми, престануваат да одат на црква. Но токму тогаш црквата е најдобро место да дојдеш кога ти е тешко. Давид кога му беше тешко, тој реши да отиде токму во градот каде што живееа Божите слуги. И следно нешто што можеме да го читаме, исто така, што се случи кога Давид отиде кај свештеникот Ахимелех. Можеме да прочитаме дека Давид кога отиде таму, тој доби две работи. Вели, побара од свештеникот, а што имаш при рака, вели, дај ми 5 леба или што ќе ти се најде. И свештеникот, читаме во 7 стих, му даде од осветениот леб, бидејќи немаше друг леб, освен лебовите принесени на жртвеникот што беа изменети, што беа земени пред лицето на Господ. Та по симнувањето нивно да се стават топли лебови. Кога Давид отиде овде во храмот и кога отиде кај свештеникот Ахимелех, прво нешто што доби леб. И тоа не било каков леб, тој доби осветен леб, кој што беше наменет за свештениците. Важно е да разбереме дека овој леб, според Мојсевиот закон, од него смеја да јадат само свештениците, бидејќи беше осветен и наменет за нив. Па сепак Давид доби од овој леб.
Може би затоа што Ахимелех како свештеник знаеше дека Давид е помазаникот Божи. Може би затоа што беше разбрал дека Давид ќе биде следниот цар, дека тој беше помазан од пророкот Самуил за цар. И тој имаше сепак едно посебно место или позиција, помазан од пророк, и затоа ја имаше привилегијата, не беше Давид било кој. Јас верувам дека свештеникот Ахимелех не даваше на секој од осветените лебови кој ќе дојдеше, ај нати јади. Но во овој случај тој реши да направи исклучок. Заради Давид, тој му даде да јаде од овие лебови. Ние читаме за тоа подоцна во Лука 6 глава, дури и Исус го оправдува овој чин. Кога фарисеите му префрлија на Исус зошто вие јадете во сабота или кинете класија, тој рече: зар не знаете што направи свештеникот Ахимелех? Тој вели, даде од осветените лебови на Давид, од лебовите кои што не требаше да јадат другите, па сепак тој даде на Давид да јаде тој и неговата дружина и луѓето што беа со него. Овде Исус го оправда тој чин, тоа што Давид јадеше од овие лебови. И јас зборував на самиот почеток дека понекогаш Давид знае да биде една праслика, еден прототип на Исус. И во овој случај за мене Давид е една слика на Исус. Давид беше помазаникот и затоа тој имаше привилегија да земе од овие лебови да јаде, но заради него, погледнете, ако читате, заради него не јадеше само тој, јадеше и неговата дружина кои што беа со него. И луѓето кои што решија да го следат Давид. Зар не е тоа истото кога се однесува на Исус и на нас? Знаете, јас и ти немаме право на Божите благослови. Јас и ти немаме право на небесните благослови, на место во небото. Ние немаме право да бараме било што од Бог. Немаме право на Божјото помазание, на неговата благодат. Немаме право на вечен живот. Немаме право на ништо што Бог го има. Па сепак заради неговиот помазаник, заради Исус Христос, јас и ти кои што сме одлучиле да го следиме него, ние ги добиваме тие благослови. Ние го добиваме оно што е свето и кое што не ни припаѓа нам. И тоа што е свето, како што беше овој леп свет, го добиваме заради Христос. Ако читаме во Ефесијаните 1 глава, во 3 и во 11 стих исто така се вели: во Христос сме благословени со сите духовни благослови на небесата и стануваме сонаследници на сето она што му припаѓа на Христос. Погледнете, апостол Павел во Ефесијаните вели: во Христос ги добиваме, или заради Христос, преку Христос ние ги добиваме сите духовни благослови. Инаку тие не би ни следувале. Преку Христос стануваме сонаследници на се што му припаѓа него. И во овој случај, како што Давид јадеше од овие осветени лебови и заради него и неговата дружина, така и ние ги добиваме благословите заради Христос, кои што инаку не ни следуваат. И многу пати Господ не благослови и ни дава нешто кои што не ни следуваат заради неговата милост. Не знам дали се сеќавате на жената со крвотечение, која што викаше: само ако се допрам до облеката на Исус, ќе оздравам. Оваа жена имаше крвотечение, ако не се лажам, некаде 12 години. Не знам дали знаете, според Мојсеевиот закон, жена која што има крвотечение е нечиста и таа не смее да се допира до никој. Со самото тоа што таа беше помеѓу луѓето, таа го прекршуваше Мојсеевиот закон. Таа не смееше да биде помеѓу луѓето. Со тоа што решаваше да се допре до Исус, таа го прекршуваше Мојсеевиот закон. И таа немаше право на тоа нешто, па сепак Исус ја исцели оваа жена. Иако таа го прекршуваше Мојсеевиот закон, таа отиде се допре до Исус и во истиот миг излезе сила од Исус и таа беше исцелена. Исус кога се заврте, тој не ја осуди, само рече: кој се допре до мене? И таа на крајот мораше да признае и тој рече: верата твоја те исцели. Ова жена исто така го доби она што не исследуваше заради незината вера во Исус. И јас и ти кога доаѓаме во Божиот дом, добиваме нешто кое што
Исто така Господ по милост ни го дава. Давид доби леп, јас и ти кога сме во Божиот дом добиваме леп. Но не било каков леп. Добиваме леп небесен, го добиваме Словото Божјо. Исус на едно место кога сатаната го искушуваше, тој рече: човек нема да живее само од леп, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Лебот кој што јас и ти го имаме, лебот кој што денеска е еден свет леп и со кој што сме благословени и не охрабрува токму во моменти кога ни е тешко, кога сме во неволја како Давид, е Словото Божјо. Словото Божјо има мог да не охрабри, има мог да не подигне, да ни даде сила, да не врати во живот. Но има уште едно нешто што Давид овде доби. Ако читаме понатаму, Давид доби уште една работа за која што верувам дека беше изненаден. Ја гледаме и овде на сликата. Читаме понатаму, Давид му рече во 9 стих на Ахимелех: немаш ли тука при рака и некакво копје или меч? Зашто јас не зедов со себе ниту меч, ниту друго оружје, бидејќи по раката на царот беше итна. И во 10 стих свештеникот одговори: ете го мечот на филистеецот Голијат, кога го уби ти во Теревинската долина, завиткам во платно зад ефодот. Ако сакаш, земи го, освен него нема тука друг меч. И Давид стана и избега во истиот ден од Саул и дојде кај гатскиот цар Анхус. Еве, ова е второто нешто што Давид го доби. Давид бараше немаш ли некакво оружје и замислете кое оружје му беше дадено. По некаква случајност мечот на Голијат од Гат. Кога Давид ја имаше неговата најпозната битка и кога го победи Голијат со едно каменче, нели, за да го доврши, тој отиде, го извади неговиот меч на джинот Голијат и со тој меч му ја пресече главата. Подосна тој меч бил земен, бил завиткан во платно и однесен овде во храмот како спомен на таа битка и се чувал како еден артефакт. И сега Давид доаѓа и вели: немаш ли некакво оружје? И свештеникот вели: немам ништо друго освен ти го дадам тој мечот со кој што ти го победи Голијат. И го вади и му дава ништо друго освен тој меч. Замислете, вие сте на местото на Давид. Давид пред само некаде можеби 6 години ја извојува неговата најпопуларна битка. Давид тогаш беше полн со вера. Имаше толку силна вера што никој не можеше да го разубеди дека Бог не е со него и дека тој нема да ја добие победата над Голијат. Со таква вера отиде напред и не се плашеше од ништо. Целата Израелева војска беа уплашени и трепереа кога джинот излегуваше и ги предизвикуваше. Но Давид не се исплаши. Тој отиде напред и ја доби битката. Но сега Давид се најде во една друга ситуација. Сега Давид трепереше за својот живот. Сега Давид бегаше да ја спаси својата глава. Беше исплашен од царот Саул. Ситуацијата беше поинаква. Сега не беше соочен со еден джин, туку беше соочен со царот и целата негова војска. Целата држава беше против него. И тој мораше да бега. И замислете, во една таква ситуација, исплашен, можеби низ главата му поминува мисли: дали Господ ме напушти? Па Господ беше со мене таму кога се биев против Голијат. Господ ми даде и сила и победа, но каде е сега Господ? Зар Бог ме заборави? Каде е силата на Господ? И Давид сега обесхрабрен, исплашен, бега и прво што добива е мечот на Голијат. Јас верувам дека ова не е случајно. Не знам како вие би се чувствувале. Јас не читам било каде Давид да го употребил овој меч. Може би воопшто и не го употребил, го побара да го земе, но јас верувам дека има една главна причина заошто овој меч дојде пак во неговите раци. Во тој момент, кога Давид беше обесхрабрен, верувам дека Бог сакаше преку овој меч да го потсети на битката што Давид ја имаше со Голијат. Тој сакаше да го потсети: се сеќаваш ли
како јас ти дадов победа, таму каде што изгледаше дека нема шанси за победа. Овој меч го подсетуваше дека Бог е доволно силен и моќен да го избави од секоја ситуација. Дури во ситуациите кои што изгледа дека невозможно е да извојуваме победа. Како вие би се чувствувале ако мечот би бил во вашите раце? Замислете една ваква ситуација. Доживувате страшна сообраќајна несреќа. Толку колата е згмечена што дури нема здраво место на неа. И за да дојдат да ви извлечат од колата, дури пожарникарите мора да го извадат воланот, бидејќи толку сте притеснети, го вадат воланот, го штрафуваат, за да може да ви извлечат и вас. Ја сечат целата врата, ја корнат и вас ви излекуваат од колата. Ужасна несреќа. Човек кога би ја погледнал колата, ќе рече тука нема шанси некој да преживее. Смачкана како згужвана хартија. Но сепак по некакво чудо кога ве вадат од колата, на вас нема ни гремнатинка. Вие сте живи и здрави и нема ни една скршена коска. Пожарникарот ви го дава воланот, вели еве, ова е само што остана од колата. Ако сакате, земите си го за спомен. Вие го взимате воланот, му благодарите на Бог, фала ти Боже, ова е чудо што ти ме спаси. И се одите дома. Воланот го ставате некаде во подрум и си продолжувате со животот. Поминуваат години, минувате низ тешка ситуација, низ тежок момент. И вие почнувате да се прашувате, зар има Бог, зар постои Бог, толку ми е тешко, низ таква тешка ситуација минувам, се прашувам дали воопшто има Бог. И токму кога таквите сомнежи поминуваат низ главата, вашето дете доаѓа кај вас и вели мамо, мамо, или тато, тато, јас бев во подрумот и види што најдов, волан. Зошто овој волан во подрумот? Што прво ќе ви пролета низ главата? На што ќе помислите прво кога ќе го видите воланот? На несреќата и на тоа како Бог ве избави. И ќе си кажете, прости ми Господе, јас се сомневам во Тебе, а сега се сетив, ти ме потсети дека ти беше со мене тогаш, ми избави од една невозможна ситуација. Ти ми го зачува животот, о Боже, јас знам дека си со мене. Јас верувам дека тој волан, кој ќе го видите, ќе ве потсети на семокниот Бог, кој што не ве остава, кој што е тука со вас во секоја ситуација. И затоа сметам дека кога Давид го доби мечот на Голијат во неговите раце, верувам дека Бог не случајно му го испрати да му биде потсетување дека тој беше со него тогаш и дека тој продолжува да биде со него. Има ситуации кога ни е многу тешко и Бог наоѓа начин да не потсети на неговата милост и на неговото присуство. Читав скоро за една жена, случајно налетав на интернет, денеска Фејсбукот барем за тоа е добар, можеме да прочитаме некои поучни и корисни приказни или вистински случаи. Читав за една жена по име Кори Тен Бун. Кори Тен Бун, оваа жена е христијанка од Холандија. За време на Втората светска војна таа и незиното семејство криеле евреи во нивната куќа за да им го спасат животот. Но во одредена ситуација биле откриени од германците, таа била фатена заедно со незината сестра, незиното семејство и биле однесени или испратени во концентрационен логор во Германија. И таму таа раскажува како христијанка низ какви ужасни моменти поминувала. И еве ќе ви прочитам еден дел. Таа вели, секој ден моравме да стоиме надвор во дворот од логорот по 2 до 3 часа на прозивка, често пати дури и на леден студ и на силен ветер. Еден ден една жена стражар ги искористи тие часови за да ја покаже својата суровост. Вели, едвај можев да го поднесам она што се случуваше пред мене. Таа имала неиздржливи болки. И вели, тогаш одеднаш високо над нас запеа една чучулига. Сите погледнаа нагоре. И додека ја слушав незината песна, погледнав уште повисоко и тогаш се сетив.
Бог ме подсети на едни зборови во Псалм 103, каде што вели: зашто колку е небото високо над земјата, толку е голема неговата милост над оние што имаат стравопочит кон него. И во тој момент сватив нешто. Божјата љубов беше поголема реалност од суровоста што ја гледав. Поголема од страдањето, поголема од омразата, поголема од темнината. И ниту еден логор не можеше да го промени тоа. Колку лесно дозволуваме темнината околу нас да стане поголема во нашите очи од Бог. И затоа сите ние имаме ситуација во која што ни е потребно подсетување. Подсетување дека Божјата милост е поголема. За Давид тоа подсетување било преку мечот на Голијат, затоа што преку него Бог го подсетил на битката во која што извојува победа. За Коритен Бум тоа подсетување било преку една чучулига. Ја подсетила дека Божјата милост е поголема. Колку што е небото над земјата, толку вели Божјата милост е над оние кои што имаат стравопочит кон него. Затоа е важно да разбереме дека во моменти кога ни е тешко, кога во овој свет сме нападнати, Бог не заборава. И кога читаме што се случуваше понатаму со Давид, следно нешто што читаме е дека Давид од овде избега уште истиот ден и отиде, вели, кај гатскиот цар Ахус. Кога читаме гатскиот цар, тоа значи во местото наречено Гат. Се сеќавате ли Голијат, оној джинот што се бореше со Давид, од каде беше? Од Гат. Голијат од Гат, така го викаме. Ова беше непријателска територија. Давид реши да избега за одреден период на непријателска територија, отиде во Гат кај царот Ахус. Се надеваше дека барем таму цар Саул нема да го бара. И интересно, кога читаме што таму се случуваше, слугите или дворјаните на царот Ахус го забележаа Давид и слушайте што рекоа за Давид. Во 12 стих вели: му рекоа на Ахус слугите негови: нели е овој Давид царот на онаа земја? Нели му пеја нему луѓето велејки: Саул порази 1000, а Давид 10,000? Давид ги стави тие зборови во срцето свое и многу се исплаши од Ахус, царот на Гат. Ова е следното нешто кое што го гледаме да се случува со цар Давид додека е во бегство. И имаме овде една ситуација која што за мене малку е несватлива искрено. Цар Давид додека беше овчарче и кога требаше да се соочи со Голијат, тој беше толку полн со вера, што дури и кога стигнаа до него некои зборови на обесхрабрување, тој не дозволи да биде обесхрабрен. Се сеќавате дури и цар Саул, кога тој дојде кај него и рече: јас ке се борам против Голијат, цар Саул му рече: ама ти си само момче, ти немаш никакво искуство, ти си плюс млад, немаш воено искуство, како ти ке се бориш против овој джин? И овие зборови кај секој друг човек би го обесхрабриле. Би се замислил, би рекол: па во право е човек, кај јас сум се залетал. Ама не, Давид не дозволи да биде обесхрабен. И покрај тоа што цар Саул го разубедуваше, тој отиде и доби победа. Неговата вера беше толку силна што изборови на обесхрабрување не го запреа. Но сега беше поинаква ситуација кога на Давид му требаше охрабрување. И погледнете како Бог во моменти кога сме обесхрабрени наоѓа начин да не охрабри. Првиот момент беше кога Бог направи неслучајно во рацете на Давид да дојде мечот на Голијат, да го подсети како Бог беше со него во најголемата битка. Во сега втората ситуација, тој оди на непријателска територија и слушнете што слуша од дувото на непријателите. Дали слуша зборови што ви бе обесхрабриле? Слушнете ги зборовите. Тие го видоа Давид
И рекоа, нели е ова Давид, царот на онаа земја? И продолжуваат со восхитување и велат, па нели е тој човек за кој што луѓето пееа, Саул пораз илјади, а Давид десетици илјади. Видете, ова се зборови на восхит. Ова се зборови на величење. Тие кога погледнаа на Давид рекоа, або ова е голем борец, або ова е оној за кој што пеат дека порази 10.000. За жал, овие зборови стигнаа до ушите на Давид, ама не го охрабрија. Читаме, овде вели, Давид ги стави тие зборови или ги слушна, ги стави во срцето свое и вели, многу се исплаши. Мене овој дел ми е тешко да го сванам. Давид се исплаши од овие зборови. Може би си велеше, леле, сега овие луѓе ме препознаа, овие луѓе си мислат јас сум голем борец, ама ако ќе ме фатат, готов сум. Давид беше во ситуација кога тој може би ја беше изгубил таа увереност, таа силна увереност што имаше порано. И затоа Бог сакаше и преку овие зборови на непријателите да го охрабри. Ние имаме една друга таква слична ситуација. Не знам дали сте читале за Гидеон, еден од судиите на Израел. За Гидеон, еве, Јуле клима со главата дека читала. За Гидеон пишува дека Бог го избра Гидеон да се бори против мидијанците. Но исто така на Гидеон му не достигаше самодоверба. И Гидеон бараше постојано некакви знаци дека тој е избраниот. И тој во една прилика велеше, Господе, ако навистина мене си ми избрал, еве, ако навистина сакаш јас да го поведам народот, ќе ставам руно, од вечер и наутро кога ќе станам на руното нека има роса, а се наоколу нека биде суво. И тој станува и навистина на руното роса наоколу суво. Ама пак не беше задоволен Гидеон. И Гидеон вели, Господе, сега ќе те замолам, ако може следниот ден да направиш обртно, може би па вака и природно да има роса на руното, на тревата не. Ај сега направи обртно, кога ќе станам на травата да има роса, но руното да нема. И тој станува и навистина пак беше така. И Гидеон се уште не беше самоуверен, се уште му фалеше самодоверба дека тој може да го поведе својот народ против мидијанците. И знаете што направи Бог за да го охрабри? Рече, слушај сега, отиди кај непријателскиот логор, приближи се и таму ќе слушнеш нешто што ќе те охрабри. И Гидеон отиде и се приближи таму до кај непријателските војници и реши да го слуша нивниот разговор. И таму двајца мидијанци разговараа и едниот од нив рече, сонував синоќа сон. И во сонот тој видов една голема пита која што дојде од кај израелците и вели таа пита се стркала токму кај нашиот шатор и падна врз него и целиот шатор го поклопи. И другиот рече, тоа не е ништо друго освен Гидеон, кој што е испратен од Бога, Бог му дал победа над нас. И замислете, ова го слуша Гидеон. Кога Гидеон го слушна ова од устата на непријателот, тој се охрабри. Знаеше дека Бог му ја дал победата. Понекогаш ние имаме потреба да слушнеме што другите кажуваат за нас. Може би ние си мислиме ова што го правиме нема никаква корист. Им зборуваме на луѓето, правиме добро, организираме настани, се трудиме да бидеме добри луѓе, им сведочиме за Христос. Ама луѓето забележуваат ли дека ние го правиме ова, нели, за тие да поверуваат? Забележуваат ли добрините што ги прават? Дали тие приметуваат дека ние сушност сакаме да му бидеме угодни на Бога? Го гледат ли нашето срце? Има ли корис од нашиот труд? И понекогаш сакаме да слушнеме што луѓето имаат да кажат за нас. Неверните. И верувајте, многу пати кога ќе слушнам зборови на охрабрување токму од нив, мене многу ми значат. Ви споделив дека во една прилика кога бев многу обесхрабрен, влегувам во една институција тука во Неготино и жената што работи таму ме препозна, рече, ти нели си пасторот на Евангелска црква? Јас реков да. И сега се збунив малку, не знаев зошто, нели, таа ме прозва вака. И тогаш таа ми кажа зборови кои што до ден денеска ги памтам. Таа рече, јас вас ве знам и знам дека се што вие правите во овој град е многу добро. И таа рече, ако нешто се организира во овој град,
а е добро, знам дека тоа мора да е од вас. И дури мажот пред некој ден и рекол, абе нешто се случува во градот, таму се прави во паркот, некој многу интересен настан, и жената рекла, мора да е евангелска црква, мора да се христијаните од евангелска црква. И таа рече, јас многу ве почитувам, бидејќи знам дека се што правите за овој град е многу добро. И сега кога ќе слушнете такви зборови, нели ви е мило вака на душичката? Викате, леле Господе, некој да препознае. Фала ти Господе што сепак луѓето гледаат дека она што го правиме е добро. И сега замислете исто така колку беше добро Давид да ги слушне во зборовите на овие луѓе во моменти кога бегаше. Затоа верувам дека и ова не беше случајно. За жал, Давид во овој случај беше исплашен. И ние можеме да го судиме тука Давид. Дури читаме зборови кои што ни е тешко да поверуваме дека се однесуваат на Давид. Вели, Давид ги стави тие зборови во срцето свое и многу се исплаши. Не беше онака само загрижен, многу се исплаши. Можно ли е Давид да се плаши? Можно ли е Давид, оној кој што го победи Голијат, да биде исплашен? Дури толку се исплаши, слушнете што направи. Го измени лицето свое пред нив и се преправаше дека е умоболен пред очите нивни и удираше по вратите, се фрлаше на рацете своји, пушташе лиги по брадата своја и Анхус им рече на робовите своји: гледате дека овој човек е луд, зошто сте ми го довеле кај мене? Зар малку лудаци имам кај себе, па сте го довели овој да лудува пред мене? Зар тој ќе влезе во куќата моја? И го пуштија Давид. Слушнете што направи Давид за да си ја спаси својата кожа. Давид се правеше на луд, кога го фатија, за да не мисла дека тој е оној Давид, почна нешто да изведува, да се глупира, лиги да пушта од устата, и тие рекол, ова е луд, пуштете го. Толку беше исплашен. И ние можеме да го судиме Давид, можеме да му префрламе, да велиме како Давид можеше да падне толку ниско. Но факт е дека сите ние, само малку да го најдам, сите ние поминуваме понекогаш низ такви моменти. Дури и најсилниот верник може да доживее моменти на страв и слабост. Кога се ни е рамно, ние знаеме да бидеме силни верници. Кога се е во ред со нашите животи, ние доваѓаме и го славиме Бог, му пееме, ти си добар Боже. Но што е во моменти кога поминуваш низ тешки ситуации? И замислете кога едно по друго се редат тие моменти и се чини дека нема крај. Давид беше во бегство 10 до 15 години. Ако 10 до 15 години постојано ви се случуваат непријатни работи, постојано имате чувство како сите да се свртени против вас. Проблеми на работа, проблеми дома, проблеми со комшиите, проблеми во овој свет, постојано непријателски однос кон вас. Се чувствувате како да сте сами против светот. Сите свртени против вас. И така со години. Како би се однесувале? Може би и тогаш вашата вера ќе омалакса. Може би тогаш и вашата самодоверба ќе испари. И верувајте, Давид не беше единствениот. Но Давид не ја загуби верата во Бог. Ако читаме, има два псалми кои што Давид ги напишал, псалм 34 и 56. И во овие псалми, ако ги читате, дури насловот на псалмите вели: овие псалми беа напишани кога Давид се најде пред царот Ахаз и се преправаше дека е луд. Значи, овие псалми се токму за тоа време. Цар Давид, тогаш се уште не беше цар, се најде пред цар Ахаз и тој беше исплашен. И слушнете што напишал во овие два псалми. Во псалм 34, 4 стих вели: го барав Господа и тој ме послуша и ме избави од сите мои стравови. Да, Давид признава дека има страв тогаш. Но тој не престана да го бара Господа. Тој вели: го барав Господа. И во псалм 56 вели: кога страв ме опфаќа, на тебе ќе се надевам.
Во Бога јас ќе се фалам, Неговото Слово, јас се надевам на Бога, нема да се плашам што може да ми направи смртник. И во двата овие псалма, кои што ги напишал специјално за тој повод, јас си предпоставам, можам да си замислам, Давид тогаш бил страшно исплашен. И подоцна кога заминало таа ситуација, тој си го преиспитувал своето срце и решил тој страв да му го предаде на Бог. И за тоа нешто тој напишал псалм. И признал, да Боже, јас се плашам. И тогаш бев многу исплашен, но решавам на Тебе да се надевам. Решавам на Тебе да се потпрам. И кога стравот ме опфаќа, тој вели, не вели никогаш не се плашам. Тој признава дека има моменти кога го опфаќа страв. Но вели, кога страв ме опфаќа, решавам на Тебе да се надевам. И тој подоцна, како можеби одлука, запишува, во Бога ќе се фалам, на Него ќе се надевам, што може да ми направи смртник. Вие ќе си речете, ама не размислуваше така Давид кога беше пред Ахаз. Тогаш друга песна пееше. Тогаш се праеше на луд. Да, точно е. Тој кога беше пред цар Ахаз, друга песна пееше, но кога заминал таму, тој свати дека тоа не е исправно. Тој свати, чекај бе, јас до каде стигнав? Што може да ми направи човек? Бог е мојата надеж. И јас одлучувам, на Него ќе се надевам. На Него ќе се надевам. Сгрешив што јас се плашев, но на Бога ќе се надевам. Затоа Давид го преиспита своето срце и тој покажа дека не се откажал од Бога, иако имаше момент на слабост, момент на страв. И верувајте, тој не беше единствениот. Ние читаме за пророк Илија. Пророк Илија е оној кој што се спротистави на 450 валови пророци, но кога царицата Езавела се подигна против него, тој се исплаши и бегаше од една жена. Исто така читаме за апостол Петар, кој што беше толку силен и прв беше во се. Кога сите други се плашеа, тој не се плаше да излезе од чамецот и да оди по вода. Тој беше оној кој што беше најхрабриот, првиот во сите работи. А сепак, кога беше фатен Исус и тој се најде таму покрај огнот, и дојде едно девојче и рече, и ти си со него, и ти беше еден од оние. Тој се исплаши и рече, јас него ни познавам Исус. Не знам за кого зборуваш. И Петар се исплаши. Затоа велам, сите имаме моменти на слабост, но тоа не значи дека Давид ја изгуби својата вера. Јасите ќе имаме моменти на слабост, но не треба да дозволиме тие моменти или тој период да не дефинираат нас. Не треба да дозволиме тоа да ја дефинира нашата вера. И сакам уште едно нешто да искористиме денеска да го поминиме за времето што го имаме. Ќе погледнеме и 22 глава. Кога Давид избега од цар Ахаз, следното место на кое што Давид помисли и реши да отиде е неговиот роден крај. Читаме од 22 глава, и Давид оттаму отиде и избега во Адуламската пештера. И кога слушнаа браќата негови и сиот татков дом негов, дојдоа таму кај него. И се собраа кај него сите подјарамени, сите должници, сите душевно огорчени, и тој им стана водач. И со него беа околу 400 души. Следно нешто или следно место на кое што Давид реши да отиде беше неговиот роден крај, кај неговите најблиски, неговиот дом, неговото семејство. И погледнете, јас реков, прво место на кое што Давид се сети да отиде каде беше? Во градот на свештениците, кај Божите луѓе. А потоа реши да отиде кај неговите блиски. Понекогаш ова покажува дека црквата за нас е поблиско семејство од оние што ни се семејство по крв. Оние кои што се нашите браќа и сестри по крв. Многу пати за жал е така. Многу повеќе можеме да се потпреме на Божиото семејство, на црквата, отколку на оние кои што се наши роднини. Може да имаш братучет, може да имаш брат или сестра, но понекогаш за жал не можеш да се потпреш на нив. И затоа Давид гледаме дека овде дури на трето место му беше да отиде во неговиот роден крај.
И кога отиде во неговиот крај, тој се скри или се засолни во пештерата Одолам. Пештерата Одолам всушност е на 20 километри од Витлеем, родното место на Давид. Значи, во непосредна близина. И читаме дека кај него дојдоа неговото семејство, неговите браќа, неговиот татко, но освен нив читаме дека дојдоа уште 400 други луѓе. Можете да замислите, 400 луѓе, не беше мала бројка. И мене е впечатлив описот на овие луѓе. Употребени се 3 зборови, слушнете кои зборови се употребени за да ги опишат овие луѓе. Барав неколку преводи, дури споредував и со оригиналот, бидејќи во различни преводи се употребени слични зборови, да опишат едно исто. Јас ги одбрав зборовите кои што ги користи оригиналот. Еве ги 3 збора што се употребени. Велиме, кај него дојдоа луѓе што беа обременети, должници и незадоволни или огорчени. Овие се 3 нешта или 3 категории на луѓе. Обременети, должници и огорчени. Сега, реков дека многу пати Давид е прототип на Исус. Ако ние зборуваме за луѓе кои што доваѓаат кај Исус, како што овде дојдоа кај Давид, колку ова е голема вистина исто така за сите нас кои што сме дошле кај Исус. И колку ова е точен и прецизен опис за сите нас пред да го познаеме Исус. Помеѓу сите нас можеме да се препознаеме во една од овие 3 категории, може би во сите 3. Обременети. Обременети. Секој кој што дошол кај Исус може да се најде во оваа категорија. Обременети. Кај Давид дојдоа сите што беа обременети, но Исус исто така за себе си што кажува? Дојдете кај мене сите вие што сте обременети и јас ќе ви успокојам и ќе ви дадам мир. Ова го читаме во Матеј 11 глава, 28 стих. Исус знае дека јас и ти без него сме обременети. И тој вели, дојдете сите што сте обременети. Понатаму вели, кај него дојдоа сите што се должници. Сите што се должници. Во каква смисла должници? Дојдоа кај него должници. Знаете што? Луѓето слушнаа дека Давид бега од цар Саул. Во овој момент Давид беше бунтовникот или оној кој што беше непријателот на цар Саул. Но и во истовремено имаше многу луѓе што не можеа да си го платат својот данок на цар Саул и беа должници. И тие наместо да барат решение да го платат долгот, тие решија да му се придружат на Давид во отпорот против цар Саул. Тие решија да станат дружината на Давид. И рекоа, јас секако сум должен, нема начин да го платам данокот, па одам против царот, ќе одам со Давид. Така да, сите должници, оние што беа должни на царот, а не можеа да си го платат долгот, му се придружија на Давид. Зар јас и ти не сме должници во очите на Бог? Сите ние сме должници. Кога ја молиме молитвата Оче наш, знаете ли што се кажува таму? И Господе, прости ни ги долговите наши, како што ние ги проштеаме на нашите должници. Јас и ти сме должници. И ние имаме толку голем долг пред Бог, што нема шанси да го платиме. Единствен начин да бидеме ослободени е да се придружиме на помазаникот. Единствен начин е доколку преку Исус долгот ни биде покриен. Инако јас и ти не можеме да си го платиме долгот. И стигаме до третата категорија овде каде што вели и огорчени. Понекогаш помеѓу сите тие луѓе кои што не го познаваат Бог, пред да го предадат својот живот на Исус, има и многу од нас кои што се биле огорчени на Бога. Не знам дали си ти бил еден помеѓу нив. Дали може би си бил огорчен или огорчена, може би заради тоа што си поминувал ни ситуација во која што си очекувал Бог дека ќе ти помогне, ама немало никаде одговор. Може би заради нешто што ти се случило.
заради загуба на близок. Слушав сведоштво на пастор кој што вели пред да станам христијанин, а доживав мојата мајка да умре од рак додека јас уште бев мало дете. И јас бев огорчен на Бог зашто ми ја зеде мајка ми уште дека бев мал. И тој со години бил огорчен и лут на Бога. Може би си огорчен заради твој неисполнет сон, заради нарушено здравје, заради ситуацијата во која што живееш. Може би велиш, ако има Бог, треба да ми даде да бидам богат, да имам се, а јас ете, живеам вака. Можно е да сме огорчени на Бог. И ние тогаш спаѓаме во оваа категорија на луѓе. Обременет, должник и огорчен. И сите тие пишува дека дојдоа кај Давид. Не знам дали знаете за Ник Вујчич, човекот кој што се родил без раце, без нозе. Денеска е еден од најпознатите христијански говорници и кога тој дојде пред некаде 7-8 години во Македонија, за прв пат ја исполни целата сала Борис Трајковски, некаде од 6 до 8 илјади луѓе имаше таму, преполна сала, кој што дојдаа да го слушнат Евангелието преку овој човек. Значи, тој е еден помазан, благословен Божи човек кој што зборува без срам за Христос. Но овој човек, кога бил младо момче, бил исто така огорчен на Бог. Бил огорчен затоа што Бог дозволил да се роди ваков, без раци и без нозе. Интересно што тој се родил во христијанско семејство и неговите родители му зборувале за Бог, тие оделе на црква, му кажувале за Исус и тој знаел за Исус, знаел за Бог, па сепак бил лут на Бога. Дори во една прилика му рекол, ако си реален и ако ме сакаш, каде е моето чудо? Зошто не ме исцелиш? Бил огорчен и разочаран што во една прилика сакал дури да си го одземе животот. И решил да се удави во корито, може да замислите. Наполнил корито со вода и решил со лицето ќе паднам напред и така ќе се угушам во водата. Не успел и во тоа не успел. И кажува дека во неговата огорченост доживеал пресвртница во неговата 15-та година, кога читал за Исус, кој што му се обраќа на слепородениот. Таму учениците негови прашувале, учителе, зошто овој човек е роден слеп? Дарали заради неговиот грев или заради гревот на неговите родители? Исус таму одговорил, не сгреши ниту тој, ниту родителите негови, туку тој е роден така за да се пројават Божите дела преку него. И тоа нешто одекнало во неговото срце и во неговиот ум како бомба. И тој сватил, Бог дозволил вака да бидам роден, за Бог да се прослави преку мене. И Бог се прославува преку него. Може да замислите што се прави Бог преку човек без раци и без нозе. И неговата огорченост исчезнала. Тој сватил Бог може и мене да му употреби. Затоа ако си може би во една од овие категории обременет, должник, огорчен, тогаш знај дека Господ сака да му го предаде животот на него, а тој ќе го промени. Ако читаме за овие 400 души, пишува дека тие одлучија да го следат Давид и тој им стана нивни водач. И подосна во следните поглави, ако читате, ќе видите дека тие станаа неговата најверна дружина, неговите храбри и лојални војници со кои што тој се гордееше. Бог го очекува истото од нас. Спремен ли си ти да му го предадеш твојот живот на Исус и да станеш неговиот верен следбеник, да го следиш до крај, макар и во смрт? Исус на едно место вели, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. Еве, во тоа нешто можеме да се поистоветиме со овие луѓе кои што одлучија да го следат Давид. Давид како прототип на Исус беше човек во кого тие најдоа достојна личност да го следат, беше човек кој што дојдоа обременети, должници, огорчени. Но ние тоа нешто го наоѓаме во Исус. Исус е оној
кој што е достоен да го следиме. Исус е оној кој што дури да се обременет, должник, огорчен, тој може да го симне тоа бреме од тебе. И тука денеска ќе завршиме. Имам